Се реобнови Пчеларската федерација на Македонија со Душан Чорбич и Венче Билбиловски. Разговарам во продолжение. Добро утро. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. По години се реобновува Пчеларската федерација на Македонија. Ако ве прашам која е целта, верувам дека сите им е јасно дека сакате да го заштитите македонскиот производ. Лесно или тешко беше да се обедините сите со една иста цел, со оглед на тоа дека сите си ја знаете и борбата и маката? Па во наши македонски услови тие обединувања потешко ни одат, али оваа Пчеларска федерација постои од 2016 година. Во изминатиот период од неколку години послабо работеше и беше доста неактивна, али од февруар оваа година е со ново раководство. Председател на федерацијата Игор Илков од Гевгелија, кој што денеска не можеше да дојде од оправдани причини. Ние како матица членуваме, матица е Скопското здружение, јас сум подпредседател моментално, а иначе нашето здружение Матица членува во таа федерација и тука имаме преку 10 пчеларски здруженија и мислиме дека негде може близу 1000 пчелари веќе членуваат во таа федерација. Идејата е да преку здружување, преку организирање на сајми, преку организирање на настани, да се постигнат две цели. Едната цел е да се на народот да им се овозможи пристап до квалитетен мед и да се бориме за да докажеме дека нашиот мед е прав и дека е вистински и дека не треба воопшто граѓаните да имаат дилема дали од наш мед да земаат или од некој увозен. А другата е да пчеларите, кога ги се борат за своите права, да бидат сплотени. Значи, преку таа организација да се обидуваат да се изборат за подобра позиција на пчеларството во државата. Пошто пчеларството е гранка која што не е само за пчеларите, пошто ги опрашуваат овошките и растенијата, има пошироко значење пчеларството во Македонија. Така да имаме некоја нова сила, нова енергија, еве сега го организираме од 6 до 9 на плоштад Македонија, односно од утре до недела, пчеларски саем, тој е 7ми поред. Што се ќе може како производ да се најде на улица Македонија? Се што е од пчеларство. Што се, да, и тука и Венче ќе го вклучиме, што се може да се направи како производ? Освен мед, освен квалитетен и добро проверен мед и тоа да бидеме сигурни ние граѓаните дека тој е природен мед. Токму така, прво да кажеме дека сите учесници што се на овај саем се со сертификат. Тоа значи дека медот е испитан, ние сме како примарни производители, значи на медот, на самата тегла ги има сите податоци, дека постои дека за кој мед се работи, од кое потекло и што во ствари може да содржи тој, не да содржи тој мед, правиот мед ги содржи сите оние познати компоненти кои што се за здрава храна. Меѓутоа покрај медот како основен производ на овај саем може да се најдат сите пчелни производи, како што се матичен млеч, полен, прополис и да спомнам дека бидејќи се наоѓаме сега во едно време кога се настинки грипови, ќе има многу мешавини на база на мед, полен, прополис, млеч, такви мешавини кои што благотворно влијаат врз организмот и дишните патишта кај човекот, така да разни капки на прополис, значи може да се најде се од сите производи што се на медот. И овдека, значи, единствено можеме да кажеме дека гаранцијата е 100%, во однос на овие продавачи што се улични продавачи или по пазарите, кај што самата цена на некој начин говори за нивниот квалитет, така да граѓаните можат слободно, со сигурност да се изберат, покрај тоа може да имаат добра едукација, да прашаат како да препознаат правилен мед, како да од кого да земат, што значи дека би требало веќе да постои како што има матичен лекар, така и матичен пчелар, доколку некој, а знаеме дека луѓето во последно време се повеќе конзумираат мед, значи да биде сигурен, иде директно си зема, прашува и така да нема проблеми. Да. Душан, ако цената зборува за квалитетот, тогаш вие претпоставам дека ги поставувате и стандардите. Која цена е прифатлива за квалитетен мед? Еве да зборуваме ајде за медот како најраспространет. Ние цената на медот мислам дека во последните 6-7 години не е сменета и дека е 600 денари, и иако нашите трошкови редовно се зголемуваат од сите аспекти, еве гледаме дека и платите на другите се качуваат, ние остануваме со таа цена затоа што сваќаме дека куповната моќ на граѓаните не е толку голема за да можат да си дозволат. Ние некои пресметки што сме правеле околу 400 денари и нешто ни е трошокот за да се произведе 1 кило мед, затоа
се обидуваме да преку квалитет, преку количина да го ја постигнеме нашата цел. Еве овде да ги поздравиме и од АХВ дека си ја бркаат нивната работа. Имавме информација дека во саботата е запленет мед негде близу Кичево, околу 230 тегли, одредени препродавачи се казнети, така да само во содејство со државните органи и со пчеларите можеме да ја постигнеме целта. Да луѓето стварно, затоа што веќе кога даваат луѓето пари треба да се купуваат лек, а не купуваат некој шеќерен сируп кој што е само за како за палачинки да се користи. Една од мисијата и вашата работа со Пчеларската федерација е да го заштитите македонскиот производ. Да ги отстраните оние кои што на пазарот нудат лажен мед. Една од ставките, но што се друго ќе направите за да го заштитите македонскиот производ? Па тоа е идејата. За почеток ние апелираме до луѓето да не купуваат без етикета. Значи ако државата пропишала кога се продава мед барем етикета да има на самиот производ, што кажа Венче, на самата етикета ги има сите наши податоци, пошто ние продаваме и очекуваме, пошто ни е добар медот, да ни се јават луѓето повторно. А по пазарите се продаваат медови без никаква етикета. Само пишува, не знам, кичовски, пишува беровски и луѓе се лажат. Ние учествуваме и во подсекторска група на државата при Министерството, каде што сите наши проблеми и комуникации ги обавуваме со представниците на власта. Можда некои чекори ни се мали, ама се обидуваме да од година во година да бидеме се подобри. Имаме прашање од гледачи како да се знае дали медот е лажен или е вистински. Еве ве каниме на улица Македонија за да ви покажа точно од утре па се до 9 како да препознаете лажен и вистински мед, но сакам друго прашање да поставам со оглед на тоа дека многу популарно под наводници стана можноста за одгледување пчели, дури и само за домашни услови за да се произведе мед. Па сега се поставува прашањето, кога можеби и ќе се добие повеќе во количината па и се препродава и така натаму, дали секој може да биде медар? Па да. До вас Венче. Така. Најмногу. Значи прво за да се биде пчелар треба да се има љубов према пчелите, така ли? За да може да ако некој сака да одгледува. Сега обично нашите предавања, нашите здруженија идат во таа насока да што повеќе млади пчелари ние ги привлечеме, така да бидејќи медот да не представува медот како лек, него да представува медот како храна, да го има во што поголема количина. Затоа се тие предавања кои се наскоро и ќе почнат, значи на факултетот преку здруженијата, така да што се однесува до пчеларите, некои кои што сакаат самите да произведуваат, да речеме дома, тоа може колку за себе да биде. Меѓутоа сепак треба да постојат одредени предуслови како да се почне. Затоа се тие, како што рековме, тие предавања, значи, за да може да ги дадеме првите насоки. За да се зафати човек со пчеларство, тоа исто доста кошта, поготово збориме за млади пчелари. Тука сега треба државата, институциите кои што се да помогнат околу тоа, тие почетни финансирања, да речеме во опрема, во купување на во окупување на почетни роеви и така и слично, што значи да се зголеми бројот на пчеларите, поготово младите пчелари. Можете ли вие пчеларите еден на друг да си помогнете? Па тоа е и баш и целта. Како? Венче што кажа, како си отварате пат едни на други? Сите млади пчелари им препорачувам да почнат да доаѓаат барем една сезона да изслушаат есен зима предавања. Ние почнуваме од 11 од наредниот вторник на земјоделски факултет, пчеларското здружение Матица. Од каде што имавме јавување. Да, тука баш кај што беа пчелите и колегата Дејан Антич го поздравуваме. Тамо сме споени праксата и науката. Тамо се и стручњаците за пчеларство, а тамо сме и ние како професионални пчелари. И секој што сака да дојде и да почне да купува пчели, подобро е да дојде тамо, да направи контакт со некои поискусни пчелари, од кои што утре веројатно и ќе купи пчели, ама тој истиот ќе се обврзе да му биде и тутор додека учи и додека се развива. Значи за сите непознаници да има кого да праша. Денеска е проблемот што дел од луѓето мислат доволно е да отвори YouTube или Google да најде некој напис и да почне за пчеларство. Ама се случува да луѓе, што кажа Венче, влезат со одредена инвестиција која е не мала, али кога некои работи ќе испуштат, например од типот на болести или некои работи што ќе се случат, немале кого да прашаат и да ги изгубат за кратко време и да се разочараат. За тоа да се избегне, ние организираме и настани од едукативен карактер. Лани имавме еден API форум, го нарековме,
отворен ден за почетници пчелари, каде што негде околу 70 партиципиенти имавме. И тие беа све луѓе кои што сакаат да почнат со пчеларство, али дојдоа да ги научат основите, да речеме. И сега во еден ден не може да ги научат, ама видоа колку не знаат, да речем така. Па после станаат членови на нашето здружение и ја дослушаат целата година пчеларска. Зборчето АПИ веднаш ме потсетва на коморите кои што стана многу популарни наназад години со оглед на тоа колку многу помага, особено на луѓе кои што си имаат респираторни проблеми. Би сакала да го заокружам разговорот со тоа дека имали во Македонија квалитетен мед, како се постигнува тој квалитетен, прашањето и до двајцата, како се постигнува тој квалитетен мед со оглед на тоа дека години веќе се гласно зборувате за намалување на бројот на пчелите, климатските промени си го направија своето. Така што еве со вас ќе почнеме веќе. Значи, што се однесува до квалитетот на медот, слободно можеме да кажеме дека во Македонија има квалитетен мед значи врвен квалитетен мед, затоа што Македонија значи за една од земјите во светот кое што е самото поднебје погодно за одгледување на пчели. Сега резултатите, да речеме, приносот е намален, тоа се должи на климатските промени, меѓутоа што се однесува до квалитетот е не да е добар, него ги задоволува сите критериуми што може да бидат потребни за да се каже дека еден мед е квалитетен мед. И за квалитетен мед обично се смета онај мед кој што го произвела пчела, доколку пчеларот значи умеша прсти во тоа или било како или кове, тогаш и засмета на пчелата, добро. Да, и засмета на пчелата, тогаш можеме да збориме за тоа што претходно рековме за тој фалсификован мед. И нашата, значи, општа борба е секојдневно ги пријавуваме тие такви препродавачи, самите тие што преработуваат мед и на некој начин да буквално им помогнеме на граѓаните да она што ќе го плати да знае дека тоа треба да го земе, бидејќи медот може да биде колку што е корисен и штетен ако има некој диабетичар или било како, а ти му кажеш дека овај мед е природен, меѓутоа си му дал во ствари некој сируп со што не се знае ни што има внатре мешавини, така да може да биде дури и многу штетен. Многу поголема штета и така. Да, ќе надополните нешто, Душан. Па да, кога се носи мед во лабораторија има параметри одредени и нашите медови не само да ги исполнуваат параметрите, него се многу и пониско на таа летвичка. Например, еден од параметрите е процент на вода кој што е дозволен за медот. Европска регулатива вика дека е дозволено до 21%. Нашите медови имаат меѓу 15 и 17% процент на вода. Значи тоа покажува дека се погусти, позрели, поквалитетни. И ние било кога да сме однеле мед ван нашите територија, нарочито шумскиот и црниот мед, например Србија, кога сме однеле кој ќе однесеме црн мед, тие таков немаат и викаат ова е таа цена што го продавате е малце, треба повеќе да си го цените. Али тоа е, али јас само препорачувам на сите наши граѓани да си купуваат македонски мед и дека нема да сгрешат. А тоа може да се уверат и од утре до 9 ноември на улица Македонија дека е токму таа така. Посакувам да биде раздвижено и посакувам да одговорите на сите прашања и се разбира и понатаму да продолжите со мисијата за очување на нашиот. Само ако може за утре да дополнам, значи во 10:30 ќе има пригодна приредба на плоштад Македонија до споменикот на воин на конј. Ќе има игрорна група, ќе има дечиња од градинка, во 11 ќе биде свечено отварање, очекуваме да дојде министерот да го отвори. Градот Скопје го поддржува настанот, така да ќе биде убаво време очекуваме, така да повелете сите да се посетите. Само да не послужи времето. Ќе ве послужи времето. Да, така билат метеоролозите, благодарам. Благодарам за гостувањето. Благодариме јас.